намаз. Намаз и дова. Бидејќи намаз на арапски се вика сала. А сала има две значења. А сала би мана силе. Намаз значи сала. А сала на арапски значи силе, врска, комуникација. Сакаш да имаш комуникација со Аллах, тогаш клањај намаз. Меѓутоа, ас-сала би мана дуа, исто така ас-сала намаз, кој ние го преведуваме, иако намаз е персиска реч, значи молење на Аллах. Како го молиш Аллах? Прво докажуваш дека си слаб, дека си немошен, дека си зависен и имаш потреба од Аллах и го молиш на Аллах. А доказ дека намаз ги решава животни проблеми е секој пат ајет кој го имамите го цитираат, го учат при џеназе. Ја јујелезина амену истаину бис сабри вас сала. О верници, барајте помош во намаз и барајте помош во сабр. Барајте помош во намаз. Имаш мака, земи абдес, клањај намаз. Кажи му го проблемот на Аллах. Имаш проблем, стрпи се. Аллах ќе даде решение. Ва'лам анна насра ма сабр, вели пејгамбер саллаллаху алейхи хадис Тирмизи, и знај дека на вистина со сабур ќе успееш. Со сабур, со трпеливост ќе постигнеш победа и ќе постигнеш успех. Кажува шејх Мухамед Хасан, шејх од Египет, голем алим, учен човек. Знаете, улемата вели да гледаш во лице на мајка е ибадет. Да гледаш мајка во лице, да гледаш мајка, ти се пишува добро дело. И да гледаш во лице на учен човек, векат улемата, е ибадет. Инде зикру салихин тетанезелу рахамат, пишува во книги. Кога ќе зборуваш за учени луѓе и кога ќе зборуваш за побожни луѓе, Аллах спушта берекет од небо. Аллах спушта берекет кога зборуваш. Кога ти зборуваш лошо за учени луѓе, за побожни луѓе, за евлии на Аллах, тогаш Аллах спушта гнев, казна на земја, Аллах да не чува. Вели Мухамед Хасан, види пример, бев во Чабе, одам во Чабе, во оној простор околу Кјаба. И пред мене очите ми ги запре еден човек, според неговиот изглед, јеменец. Раце кренати, вика, ја Аллах, ја Керим, ја Гафур, се моли на Аллах. Како треба се молиме ние? Дај ми Аллах. Вели пегамбер во хадис Ахмед, ќе дојде време кога довата на верникот нема да се прима илла ке дуаул гарик, освен како довата на потопеникот, на удавеникот кој се дави во море. Сакаш дова да се прими, ќе правиш дова како тој која се дави и која му е последен спас и тој и со раце и со нозе предта и скока и рипа и вика само да се куртури да се спаси, тогаш Аллах ќе те прими дова. Кога ти со срце, со раце, со нозе, ја Аллах викаш. Не значи да глас да викаш, срцево да ти плаче, душево да ти врие. И вика, видов човек, според неговиот изглед од Јемен, пред Чабе, ја Аллах, олесни ми, Аллах, помогни ми, Аллах. Реков, кога видов тој човек, реков, чекај, ќе застанам зад него да кланjam, да видим што човек е овој. Навистина ми го зеде вниманието. И вика, застанав зад него, кланjав два рекати и седам. Тој уште се моли, некако на една минута се молев. Пегам вели, юстеджабу ли ахадикум ма лем јаџел. Хадис сахих, хадис Бухари. Аллах ќе ви ја прими дова, ама ако не брзате. Ако брзаш, нема да се прими дова. Чекај, Аллах знае кога ќе те прими дова. Во најбог момент кога ти не очекуваш. Кога тој се моли, вика толку длабоко, толку искрено, и вика помина еден саудиец. Како знаеме саудиец? Секој народ има своја облека и своји траги на лице по кои се препознава. И вика саудиецот кога го видел како се моли, ја стави рака во џеб. Му рече селаму алейкум, тој занесен во дова, него не слуша селамот. И туку саудиецот парите што ги имаше во џеб, му ги стави во џеб на тој човекот. Тој човекот се молеше и во еден момент се фати за џеб. Ги твори парите, ги погледна парите, рече, ја Аллах, уште почна се моли, уште почна плаче. Ја веќе не може да издржам. Вели шејх Мухамед Хасан, Аллах да го чува, уште е жив. Реков, извини брат, селам алейкум, цело време те пратам. Халал чини ми, сакам да те прашам, што е работава со тебе? Рече, валлахи биллахи, имам таков тежок проблем. Сигурно вика стануваше збор за финансиски проблеми, односно долг, борч, знаете, борч е најголем проблем.
Срам преку ден, не спиење преку ноќ, оној кој има осет. Оној кој нема осет, ќе него умре, тој е закопан. Вика, вика имав толкав долг, толкава мака. Никому не ја кажав, ниту на брат, ниту на сестра, ниту на комшија, ниту на пријател. Дојдов овде као Аллахова куќа во Чабе. И реков, Аллах, на тебе се потпирам. Немој да ме вратиш о Аллах празен. Аллах, ти ја знаеш мева мака. Ти го знаеш мев проблем, Аллах лесни ме. Вика, ако видов пари во джепи, ги видов, валлахи, биллахи, 3 пати дупло тоа што имав потреба. 3 пати дупло, ако те имал потреба 500 евра, 1500. Ако имал потреба 1000 евра, 3000 евра во джеп. Реко, ја Аллах не те остава на цедило. Ако ти си искрен и веруваш сврсто во Аллах и дека Аллах го држи небо да не потфати, Аллах дошто го даде, 2 месеци што не капна, што мислите? Кој го спушти овој дожд? Кој ќе ги изгасне овие пожари? Овој неред, овој пустош?